Здраво дечки, како сте, јас сум Стефан и добредовте во ова видео. Како што можете да видите по насловот, ова видео е или. Ставив на стори на Инстаграм да ми поставувате или прашања. Ајде да видиме што сте ми поставиле. Првото е банана или портокал. Тука морам да кажам банана, бидејќи со бананата можеш да направиш овошни салати, милкшейк, сладолед, не знам. Многу различни работи можеш да направиш со бананата, а портокалот само можеш да го исцедиш и така да го изедеш. Второто прашање може да се каже кромит или лук. Не би било драчево ако не би кажал кромит. Третото сардина или туна. Јас не јадам никаков тип на риба, кога збориш за туната во конзервата, ами сардината е мислам во конзерва, не знам. Со туна би идел. Четвртото е серија или филм. Јас сум човек кој се приврзува со карактерите во тоа што го гледам, па затоа би кажал серија, бидејќи трае многу подолго, поинтересна е, има различни плотови, не знам како би се превело тоа, па серија. Утро или вечер. Јас сум од тие типови на луѓе што сакаат да стануваат рано и да си го искористат денот. Не сакам да седам на вечер, па затоа утро. Следното прашање е TikTok или Instagram. Имам Instagram од 2015 или 14, не знам, не сум сигурен. TikTok направив, TikTok или Musical.ly, направив во пред крајот на 2016, почетокот на 2017 и повеќе време користам на Instagram, бидејќи таму можам да комуницирам со моите пријатели, а на TikTok потешко е. Седмото прашање е макарони или шпагети. Јас сум љубител на тесненини, па мислам дека со макарони би одел, бидејќи мислам дека може да се направат на многу повеќе различни начини отколку шпагетите. Пак прашање TikTok или Snapchat. Не знам кој уште користи Snapchat, па би кажал TikTok. Деветото прашање е Македонија или странство, или дали живот во Македонија или живот во странство. Тука би кажал живот во странство, бидејќи во странство имаш повеќе понуди за живење, поразлични работи кои не сум ги видел тука. Десетото прашање е Minecraft или Fortnite. Јас сум од тие типови на луѓе што ја мраза Fortnite, но сега играм, не ја снимам, не знам зашто. Ама сепак би кажал пак Minecraft, бидејќи Minecraft ја играм повеќе од 6 години и се уште ја играм, се уште ми е интересна. 11-тото прашање пак TikTok или YouTube. TikTok имам 3 години, YouTube имам 6 години. Па сега вие тука размислете што би одбрал јас. 12-тото прашање. Team 10 или Hype House? Team 10 мислам беше тоа на Jake Paul, Hype House се овие Charli D'Amelio, не знам. Ако би можел никој. Следното прашање е град или село. Би кажал град бидејќи се наоѓа таму, па затоа град. Хамбургер или пица? Пица. Имаш многу различни видови на пица. 15-тото прашање е благо или солено. Јас сум од тие видови на луѓе што не сака да јаде благо, па затоа солено. Следното е лето или зима. Јас повеќе ја сакам зимата, бидејќи тогаш е и нова година, Божик, Варник, мојот имен ден. 17-тото прашање е компјутер или телефон. Јас сум човек што го користи компјутерот 24 часа дневно, па би кажал компјутер. Телефонот ми е тука само кога треба да искомуницирам со некој, да снимам некое видео, не го користам многу телефонот. 18-тото прашање е куќа или стан. За мене подобро е куќа, бидејќи сепак имаш двор, различно е, немаш комши над тебе, под тебе. Ариана Гранде или Били Ајлиш? Би кажал Ариана Гранде, бидејќи не ја следам уште кога беше на Викторијас, па Ариана Гранде. Немам ништо против Били Ајлиш, но сметам дека песните на Ариана Гранде се подобри песните на Били Ајлиш. 20-тото прашање е headphones или earphones, или ти големите слушалки или тие слушалките што се за телефон. Јас повеќе користам слушалки големи, значи headphones. Следното прашање е Божик или Великден. Како што кажав неколку прашања пред, јас сум човек кој сака новогодишните и божикните празници, па Божик. 22-то прашање е iPhone или Samsung. Јас во мојот живот никогаш не сум имал iPhone, но немам ништо против iPhone-ите, бидејќи знам секоја апликација се адаптира за iPhone-ите. За Samsung-ите, ако на пример камерата ти е да речеме 50 мегапиксели, во тие апликации ќе изгледа многу послабо. За некои апликации подобар е iPhone-от, но се мислам дека Samsung-от е подобар. Следното прашање е странска музика или домашна музика. Јас слушам повеќе странска музика. Не знам што последно македонско сум слушал. Пред последното прашање од овие што ги имам одбрано е Nike или Adidas. Мислам дека повеќе носам Adidas, но немам ништо и против Nike. И последното прашање
одмор на море или одмор на планина. Јас обожавам да пливам, па затоа би одбрал одмор на море. Па тоа е тоа за ова видео, се надевам дека ви се допадна. Ако ви се допадна, не заборавајте да оставите лайк, да го споделите ова видео со вашите пријатели и се гледаме во наредното. Чао!